на ваков говор има само две аргументи. Прво, логично е некој да ви постави прашање како не ви е срам, но вие срам немате. Една работа ќе ви кажам, пасоши не можевте на луѓето да дадете. Имате ли елементарна култура и почит кон овој народ кога излегувате тука да зборувате и да лажете, кога пасоши на овој народ не можевте да дадете? Вие зборувате тука за МВР, тој кој што е најповикан пред вас го нема. Нека влезе тој, нека каже, нека обвини за разместување. Сега една друга работа. Јас за нешто морам да се согласам со вас, почитувана колешка Тренчевска, и сакам да му се обратам на министерот за внатрешни работи. Пред некој ден излезе конечен ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија за тоа колку лица во оваа држава по неколку основи остварувале права. И тоа вака вика: конечен ревизорски извештај за исплатата на социјални надоместоци, издаден јуни 2026, вика исплата на права на парична помош од социјална заштита. И сега во извештајот вака вика: стотици граѓани примале истовремено и пензија и плюс надоместок, од кои што најсериозните прекршоци се констатирани во 2024 година. 24 година министерка била Јованка Тренчевска. Понатаму, во страна 2 на тој ревизорски извештај вика вака: во Министерството за 2024 година недостасуваат процедури со целосно документиран процес од барање до исплата. Повторувам, недостасуваат целосни процедури во Министерството за 2024 година од барање до исплата. Колешке Тренчевска, министер Тошковски, време е, тоа што го кажа министерката, односно пратеничката Тренчевска сегашна, дека законот треба да важи подеднакво за сите. Се надевам, доколку до сега веќе не е отпочнат таков процес, оваа држава, овие граѓани заслужуваат некој да ја повика оваа господја кој што седи тука и беседи, да објасни по кој начин, зошто недостасуваат процедурите, зошто ги нема документите, колку лица се такви од барање до исплата истовремено кои што примале неколку надомести и што е многу поважно, кои луѓе се тие. Колешке Тренчевска, па нели законот треба да важи еднакво за сите. Благодарам.